Проектот за реконструкција и рехабилитација на дел од главната улица Свети Јоаким Осоговски на локацијата кај старата Кривопаланечка чаршија, кој беше избран како приоритетен за реализација во рамки на програмата Форуми во заедницата, кој се одржа во 5 последователни форумски сесии кон крајот на 2011 година, конечно ќе се реализира. Имено, на 10 септември 2012 во општина Крива Паланка беше потпишан договорот за реализација на проектот од страна на општина Крива Паланка, представувана од градоначалникот Арсенчо Алексовски од една страна и економскиот оператор, изведувачот Цвет Компани Доел од Скопје, застапуван од господин Акија Мустафовски од друга страна. На потпишувањето на договорот присуствуваа директорот на имплементирачката организација МЦМС од Скопје, представници од надзорот компанијата Генико од Прилеп и представници од надзорот за електрика од Крива Паланка. Проектот е со вкупна вредност од околу 4 милиони денари, од кои дел се обезбедени преку форумот во заедниците како донација од Швајцарската агенција за соработка и развој, а останатиот дел се средства обезбедени од општина Крива Паланка. Проектот предвидува реконструкција на сообраќајницата на улицата Свети Јоаким Осоговски, делот кај старата чаршија. Во првата фаза изградба на коловозот, а во втората изградба на тротоари, како и изведба на атмосферска канализација и изведба на јавно осветлување во споменатиот дел од улицата. Подетално за проектот говори градоначалникот на општина Крива Паланка, господинот Арсенчо Алексовски. Ја потпишавме договорот за реконструкција на улицата Свети Јоаким Осоговски. Тоа е од потегот од Стара Килимара кај што беше до крајот на коцката кај што започнува асфалтот. Че се работи за улица од околу 180 метри должни. Во овој дел на улицата се предвидени решавање и на атмосферската канализацијата, уличното осветлување, така да нашите сограѓани во најскоро време ќе го имаат овој дел на градот реновиран, направен. Она што може да кажам е тоа дека ова улица се направи по иницијатива на граѓаните, затоа што имавме граѓанска иницијатива, форум на заедниците, на која беа вклучени граѓаните на општина Крива Паланка. Имаше, секој си даде свој проект, кој мисли дека е заслужува внимание да биде изграден во градот. На крајот се гласаше, на крајот повторно граѓаните избраа, оние кои беа присутни избраа кој проект да биде, и тоа беше избран токму овој проект дека треба да се направи како најпотребен проект на градот. Значи слободно може да кажам дека овој проект се прави со огромно мнозинство на гласови кои се добија на тогашниот форум на заедниците, кој имаше неколку сесии во ресторанот во Хотел Турист. И еве сега почнуваме со реализација. Денеска го потпишавме договорот и во најскоро време ќе почне тоа да се реализира. Така. Дали ќе сакате да не кажете кои се изведувачи на проектот и колкава е вредноста на овој проект? Значи, изведувач на проектот е фирмата Цвет Компани од Скопје. Вредноста е околу 4 милиона денари. Од тие 1.400.000 денари ги донира МЦМС, а другите средства се од буџетот на општина Крива Паланка. Беше потпишан договорот со присуство и на надзор. Кои се вклучени во овој проект? Значи, точно, беше вклучен, беше денеска присутен и надзорот. Надзор ќе биде фирмата Генико од Прилеп и да се надеваме дека во најскоро време ќе го имаме овој дел завршен, така да јас како градоначалник планирам дека за празникот на градот за 8 октомври ќе имаме свечено отварање на овој дел на патот и тоа ќе биде завршено во најдобар ред. Инаку, проектот беше избран на форумот во заедниците кој го имплементираше МЦМС, на кој граѓаните со активно учество на форумските сесии по предлагањето на повеќе проекти од круцијално значење за општината, го одбра локалниот економски развој како приоритетна област и го изгласаа проектот за реконструкција и рехабилитација на овој дел од главната улица како приоритетен. Според одредбата за динамиката на извршување од договорот кој беше потпишан на 10 септември 2012, изведувачот ќе биде воведен во работа во рок од 5 дена од склучувањето на договорот, а крајниот рок за реализација е 31 септември 2012 со рок за продолжување од 5 дена. Ако се тече според предвидените планови, граѓаните на Крива Паланка за непол месец ќе зачекорат по ново изградената делница од овој дел на главната улица.